Значи, како и годините претходно и оваа година нашата институција, Институтот за медицина на трудот на Република Македонија, колаборативен центар на Светската здравствена организација, се приклучува кон прославата на Денот на здравието, што оваа година по повод 7 април е посветен на здравје за сите, односно универзална покриеност со здравствени услуги. Ние имаме додавката здравје за сите работници, затоа што институтот, нели, како врвна установа од областа на медицината на трудот, пред се води грижа за здравјето и работната способност на работниците како работна популација, односно како активно население. Меѓутоа, тука треба да се има во предвид дека во рамките и на програмските активности што ги реализираме во изминатите десетина години, опфаќајќи ги невработените работници лица и земјоделските работници, дека наша цел не се само моментално вработените, туку и оние што активно бараат работа, односно така нареченото активно население, работоспособно население што постои разлика помеѓу во бројките. Значи, ако имаме на ниво на Република Македонија околу 900.000 работоспособно население, околу 700.000 се моментално вработени, околу 200.000 или 20,9% се невработени. Значи, задача на медицината на трудот е да ги покрие сите кои што се работоспособни, што би значило од 15 па до поодмината возраст, односно сите оние што се во рамките на нивната работоспособност, односно активно население. Имајќи ги во предвид овие начела, нашата институција десетина години наназад се занимава со покриеност во рамките на превентивната програма и на невработените лица и на земјоделските работници. Поддржани од Министерството за здравство на Република Македонија, а годинава и со посебна поддршка на Министерството за труд и социјална политика, успеавме да реализираме прегледи кај повеќе илјади невработени лица и земјоделски работници, а уште повеќе, односно скоро по 10.000 од едните и од другите се опфатени со анкета која што вклучува прашалник со демографски карактеристики, прашања во поглед на невработеноста, прашања во поглед на ризиците при работа, средствата што се користат кај земјоделските работници и така натаму. Програмите ни даваат можност да ја осознаеме и здравствената состојба и кај едните и кај другите како група на работници, но и да ги дознаеме нивните здравствени проблеми, она што ги мачи, тоа што им е во моментот горлив проблем, да детектираме одредени патолошки состојби кои што бараат посебно следење и се разбира да дадеме препораки и насоки како сето тоа да се подобри. Па така, конкретно би се задржал на земјоделските работници, значи имаме опфатено скоро 8.000 со помош на прашалникот, со демографските карактеристики, одредените прашања во поглед на нивните работни активности, заштита при работа, но и околу 3.000 прегледани земјоделски работници од руралните населени места ширум Републиката, значи имаме една прилично добра просторна покриеност, имаме опфатеност на сите региони, од каде што црпиме податоци во поглед на нивната здравствена состојба, кои се основните симптоми, состојби и болести поврзани со работата, влошени при работа и она што значи препорака за нивно санирање. Тоа представува една богата база на податоци, што сигурно дека во иднина би ни дала можност да креираме едни сеопфатни, односно да помогнеме да се креираат едни сеопфатни здравствени политики, кои што во соработка со Министерството за здравство сигурно дека би можеле да се реализираат, се со цел подобра покриеност со услуги од основните услуги по медицина на труд, службите по медицина на труд и во руралните предели, но и она што значи грижа за нивното здравје и за нивната работна способност. Хари Труман би го цитирал, кој што вика дека доколку некој сосед изгуби работата, тоа е рецесија, а доколку ти лично изгуби својата работа, тоа значи депресија. Од тука произлегува предизвикот кој што велим да го одржиме и да го напредиме здравјето, работната способност и безбедноста при работа. А при тоа не треба да ги заборавиме невработените лица, како една група на посебно вулнерабилни работници. Невработеноста, што носи невработеноста? Таа предизвикува одредени социјални нееднаквости, меѓутоа и здравствени нееднаквости. Нарушената здравствена состојба може да биде причина за невработеност, може да биде причина за предвремено пензионирање на работникот, меѓутоа нарушената здравствена состојба може да биде резултат и на една подолготрајна невработеност. Меѓутоа, сето тоа зависи од карактерот на невработеноста и времетраењето на самата невработеност.
и сето тоа може да предизвика одредени финансиски, материјални проблеми кај човекот кој што изгубил работата, социјално исклучување од општествените процеси може да биде извор на стрес. Но сето тоа може да доведе и до нарушување на физичкото и менталното здравје и зголемен број на искористување на здравствените услуги во еден здравствен систем. И при тоа посебен фокус треба да се даде на медицината на трудот, затоа што тие лица кои што денес се невработени, утре по 5 месеци, по 1 година повторно ќе бидат активни на пазарот на трудот. Предизвик е и потреба да се инвестира во медицината на трудот и да се инвестира во здравјето на работниците. Тоа ќе обезбедиме само со јакнење на службите за медицина на труд и за јакнување на врската со примерна здравствена заштита, што е јако важно. Достапност до службите за сите работници, преку интервенции, преку пристапна, тоа е BOSH approach, тоа е Basic Occupational Health Services, и задачата од акцијскиот план за БЗР вели да се воспостави национален акцијски план за зголемување на услугите. Секаде имаме луѓе кои работат. Без нив нема ништо. Тие се срце и јадро на секоја нација, на секоја држава. Работниците на глобално ниво чинат 1/3 од светска популација. Здрави работници се предуслов за одржлив развој и социјална благосостојба. 1 милијарда работници за жал живеат од долна граница на сиромаштија со помалку од $2 на ден. Секоја година се регистрираат 2 милиони смртни случаи предизвикани од работа, а само 15% од работниците во светот се покриени со услугите од медицината. Без пристап до овие услуги се невработените, неформалниот сектор, земјоделците, мигрантите и други. Така е во светот. Но Светска здравствена организација веќе 10 години промовира еден нов пристап. Значи не пристап медицина на труд, кој вели само вработените се оние за кои медицина на труд треба да се грижи. Туку Public Health Approach, јавно здравствен пристап, за сите работници, каде што одговорноста за здравјето на работникот е на секој. Тоа значи и работникот, и работодавачот. Не споруваме за финансиски импликации, каде работодавачот е одговорен и ќе плати за овој преглед. Зборуваме за работници кои и немаат работодавач, земјоделците, неформалниот сектор, невработените лица. Ние знаеме за постоење на сива економија. Луѓето работат за пола екзистенција. Кој го покрива тоа? Тие се покриени со основниот пакет на здравствени услуги и задолжително здравствено осигурување. Но услугите за медицина на труд не се таму каде што ги очекуваме во овој дом.